Овие слики на скопските улици се секојдневие. Често гледаме мали бебиња кои се злоупотребени од родителите кои просат. Еден родител сподели искуство кога сакал да пријави случај за малтретирање на едно бебе и вели дека на повиците не му одговорила ни една институција освен меѓаши. Со тоа, таа заклучила дека во земјава институциите не постапуваат како што треба во врска со пријавувањето насилство врз децата. Имав една ситуација пред една недела, каде што се обидов да се јавам на неколку телефони во нашите социјални служби, Министерството за социјала и труд и да пријавам притачање, односно малтретирање на бебе на улица, на семафори. Тоа беше бебе, значи од 6 месеци и уште едно година или две. Верувате, не најдов на никаков одговор, односно остана анем. Ниту еден телефон кој звонеше не добив одговор. Единствени беа меѓаши. За само 2 месеца во текот на изминатата година, во детската амбасада Меѓаши се јавиле 10 деца кои размислувале за самоубиство. Во годишниот извештај за 2023 на Ало Бушавко на Меѓаши имало вкупно 307 повици за проблеми со менталното здравје, повреди и семејни односи. Во текот на 2023 година добиени се 307 дојави со кои што дополнително сме оствариле 619 разговори. Вкупниот број на деца е 379, од кои 117 се машки, 107 се женски деца и за 155 деца не ни е познат повод. Драги Змјанац, председател на Меѓаши, апелира до надлежните институции за сериозна интервенција, бидејќи како што вели менталното здравје на децата е значително нарушено во последниве години, покажуваат извештаите на амбасадата. Сметаме дека Министерството за здравство и Министерството за образование и наука конечно треба сериозно да го сватат пораката и апелот од првата детска амбасада во светот Меѓаши и Ало Бушавко, кој работи 30 години и е 24/7 достапен, да се впрегнат со наша подршка и со подршка од Комората на психолози да направат протокол, упатство, прирачник, насока како да стручните служби, наставниците, воспитувачите во градинките и секаде каде што децата престојуваат, учат, да соодветно постапат, за да не се случи да се одземе детски живот по грижа на негрижа на институциите. Според возрастната група, повеќето од пријавите се од деца од 13 до 15 години, потоа од 10 до 12 и на трето место деца од 7 до 9 години.